Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште издание на емисијата 15 минути сон на програмата на ТВ Канал Одвис. Наша гостинка на програмата на ТВ Канал Одвис е една моја дамнешна пријателка, нејзиното име е Ксенија Маказалиева Трајчева, долгогодишна вработена во просветно дело, во моментов одговорен уредник во просветно дело Детска радост. Ксенија, добро вечер и добре дојдовте во нашава емисија. Добро вечер, ми благодарам на поканата, секогаш ми е чест и задоволство кога гостувам во оваа телевизија, затоа што наврзуваат многу убави спомени. Јас знам телевизијата уште од основање, сме гостувале многу пати, меѓутоа искрено оваа телевизија ми е многу блиска до срце. Така. Јас и Ксенија се познаваме многу повеќе од тие 31 година колку што постои ТВ Каналот ВИС. Имаме повеќе теми за разговор. Секогаш кога гостуваш на програмата на ТВ Каналот ВИС, тоа е гостување со повод. Овој пат има повеќе поводи. Повеќе се врзани за она што Ксенија Маказалиева Трајчева го работи надвор од просветно дело Детска радост. Што е тоа? Сето тоа што го работам надвор од моите редовни обврски во просветно дело е сек пак поврзано со просветно дело, затоа што просветно дело е издавачка куќа која што секојаш дава поддршка на наставниците, наставниот кадар, посебно на децата и учениците и оние што се талентирани, со својата безрезервна поддршка, независно за каков проект станува, таму каде што треба децата да бидат инспирирани и мотивирани да творат. Моето долгогодишно искуство и како уредник и како автор за деца е препознаено и од формалното и од неформалното образование, и секогаш кога се случува нешто во врска со децата, јас ја добивам поканата за среќа да бидам со нив и заедно со нив. И тоа не може да биде случајно. Да се твори и да се развива. Знаете, во денешно време, кога технологијата со големи чекори оди напред и го окупира времето на децата, и некако и најчест изговор, посебно на родителите, е дека технологијата е таа која што им го окупира времето, па некако другите активности или афинитети на децата остануваат во сенка. Меѓутоа, кога ќе се осмисли добар проект и кога на децата ќе им се даде вистински предизвик, тогаш станувате сосема свесни дека тоа не е така. Затоа што децата се деца секогаш, независно во кое општествено обкружување живеат, затоа што на децата им е потребна мотивација, на децата им е потребен предизвик и добри ментори и предавачи кои што ќе го разбудат во нив можеби она заспиено креативно каче. А кога ќе се разбуди, тогаш верувајте нема крај на нивните идеи. Како може ли да не објасниш еден од тие проекти од неформалното образование, и она што живо ме интересира е каков е интересот на наставниците и на децата за вклучување во еден таков проект? Секојаш кога се осмислуваат проекти, носителите на проекти секој се трудат да бидат што е можно покреативни и поинспиративни, за да може да дадат предизвик на кој што ќе се вклучат и наставниците и децата. За среќа невладиниот сектор е доста активен во последните години и со домашни и со надворешни проекти кои што се имплементираат во формалното образование, затоа што знаете како формалното образование е она основното, базичното кое што треба да се примени, секој дете да го научи. Меѓутоа, веќе оние неформални напредни образовни техники и технологии се имплементираат и во формалното образование, затоа што, како што знаете, концепциите се менуваат, посебно последните 2-3 години, концепциите се прилагодуваат на неформалното образование со цел учењето да биде игра. Значи, да се избегнат оние крути некои норми и нормативи по кои што ние можеби сме се образувале, не дека тоа било лошо, меѓутоа новото време бара нови едукатори. Но тоа е игра во живо, не игра на таблет, така ли? Тоа е многу важно. И еден тренд кој што исто многу важен, значи се обидуваат и наставниците, и едукаторите, и обучувачите да го спојат едното со другото. Значи, она што е технологија, да се вметне
во формалното образование, меѓутоа да биде корисно искористено време. И јас како уредник, еве веќе последните 3-4 години во списанијата за деца на кои што работам, Росица, Другарче, Развој, Гори Насвет, веќе на страниците на списанијата се имплементирани QR кодови. Значи тоа се кодови кои што сите знаете, веќе во секој ресторан можете да ги најдете, нели во ресторан го скенирате менито, односно QR кодот и го добивате менито. И сега во списанијата тие QR кодови се целосно едукативни. Значи вие ако сте ставиле прилог, литературен прилог, да речеме од Киро Донев, истиот тој прилог се синхронизира или се осмислуваат некакви интерактивни вежби и тоа се става на нашите социјални мрежи, се креира QR код и децата значи имаат можност, освен што нели треба манипулативното читање или да се чита на глас и да се вежба, меѓутоа имаат можност и да го слушнат како тоа звучи со правилен говор и изговор на нештото. Оти литературниот јазик е нели литературен, меѓутоа дијалектите се богатство на јазикот и тоа се почитува, нели тука нема збор, меѓутоа сите ние треба да знаеме и да умееме да зборуваме литературно. Сега тие QR кодови токму тоа и го возможуваат. Тоа е онаа врска која што сите ние и како уредници, и како едукатори, и како автори за деца, треба да се трудиме да го имплементираме во тоа што значи печатено издание. И такви изданија во просветно дело постојат повеќе. Значи вие имате книги во кои што имате QR кодови, кои што го надополнуваат она што е основна содржина, приказна или активност во печатеното издание. Каков е фидбекот? Кои се бенефитите од ваквите видови проекти? Да, значи сите што работат со деца и за деца мора да го следат пулсот на современото дете. Апсолутно. Ако вие успеете да му се приближите на детето со активности кои што него ќе го инспирираат и ќе му дадат шанса и волја и мотивација да работат, тогаш сте успееле и тогаш е фидбекот позитивен. И тоа е она што не радува. Вчера, например, во Струмица имаше еден проект во кој што еве јас учествував и се потрудив. Тоа е моето второ прашање, бидејќи јас и Ксенија сме Facebook пријатели, покрај тоа што сме вистински пријатели, нели многу одамна, гледам некаква активност која се вика творилница, а тоа ќе му дојде, тоа е некаква кованица од работилница за творење. Да, значи твориме заедно и за тоа е наречена творилница. Станува збор за интердисциплинарен проект, кој што во себе ги вмрежува повеќе дисциплини или култури и во рамките на тој проект се воспоставени повеќе работилници. Литературно-новинарска работилница, ликовна, музичка, драмска и спортска работилница. Сега, во овој проект е изфинансиран од Амбасадата на Република Бугарија, затоа што они имаат програма за развојни програми, овој пат насочени кон образованието. Проектот е аплициран од Училиштето Здравеј од Скопје и автор и носител на самиот проект е госпоѓа Илијана Атанасова, со која што јас имам веќе подолгогодишна соработка и како едукатор и како автор за деца во низиното училиште и по одобрувањето на нејзиниот проект, нашата соработка продолжи. Во овој проект се врежани повеќе од 40 наставници од цела Македонија. Минатата година беше онлайн, нели согласно условите и мерките какви што беа, но завршен настан беше во живо во Скопје. Оваа година, за среќа, тоа е во живо, сите работилници во Скопје се сработеа во живо, меѓутоа мој предизвик беше проектот да излезе и надвор од Скопје и така што во Струмица имавме пред една недела една презентација што и како. Крвта вода не бидува. Не бидува, да, и секојаш нели кога треба да се одбере место надвор од Скопје, секојаш тоа е приоритетот го има Струмица. Меѓутоа ќе имаме работилници и во Охрид и во Оструга во рамките на детски кампови кои што се реализираат пак со наставници кои што се наши соработници. Значи во Струмица имавме едно предавање како и што се создава литература, книга, списание за деца. Мрежени се наставници од сите општински училишта и средни во Струмица, но и од училиштето Видое Подгорец од Колешино. Таа презентација предизвика голем интерес и кај наставниците и кај учениците, им беа поделени предизвици. Инспирирани од Киро Донев, Сузана Мицева, Ана Витанова Рингачева и од мене како носител и автор за деца во исто време. Децата навистина се работеа многу интересни проекти. Освен што творија, пишуваа и правеа рачно изработени сликовници, што е предизвик за денешно време и голем успех
тоа децата да ги инспирираш да го направат, сите тие направија и видеозаписи за своите проекти и сето тоа беше презентирано на вчерашната работилница на која што Каква беше атмосферата? Многу убава, многу да. Кои се твоите импресии, бидејќи се уште се пресни, да, нели? дел од децата што работеле на проектите заминале на одмори за жал не можеа да бидат со нас, меѓутоа поголемиот дел беа тука, но беа тука и нивните родители. А проектот го реализиравме во соработка со градската библиотека Благо Јанков Муче. Тој користам шансата и за голема благодарност до библиотеката, до директорката на библиотеката Тања Гошева, која што многу ни помогна околу организацијата и реализацијата на творилница во Струмица, не в мрежи, буквално со сите училишта, но тоа што го добивме како краен продукт, верувајте дека многу позитивно ни изненади, затоа што децата внимателно слушале што значи да се биде уредник, што значи илустратор, лектор, сето она што стои во компендиум во една книга. И сето тоа, сите тие улоги, така да ги наречам, тие ги распоределиле меѓу себе. Па јас имав еден куп колеги, уредници, илустратори, а тоа е она што некои вештини и некои вредности ги поставувате од мали нозе. И кај тие деца веќе се јавува љубов и желба утре да бидат на нашите работни места, а тоа е и крајната цел. Нели сите ние мора да регрутираме млади луѓе кои што утре ќе не заменат и ќе бидат уште поуспешни од нас, што е навистина гордост за еден едукатор, за еден ментор, за еден наставник кога ученикот нели ќе биде подобар од вас. Претпоставувам импресиите не се само такви на Ксенија Маказлиева Трајчева, туку и на сите оние кои биле дел од творилница. Значи ли тоа дека може да се очекува таа творилница да стане традиција секоја година? Да, бидејќи веќе втор пат втор пат веќе се реализира и бидејќи активностите се шират и навистина се трудиме со цело срце да бидеме што поуспешни и да добреме до што поголем број на деца и наставници. Јас искрено се надевам дека ќе има и творилница 3 и дека тогаш ќе бидеме уште повеќе и ќе имаме уште повеќе проекти, се со една единствена цел, да се разбуди детското творештво, но и творештвото за деца. Знаете, на децата морате да им ги постават, да им ги покажете вистинските вредности и вистинските стандарди, затоа што во денешно време имаме наплив на многу така наречени писатели за деца. Јас повеќе би рекла пишувачи, помалку писатели, но се надевам дека тој квантитет ќе вроди со квалитет. Затоа што мора да имате избор. Лошо е кога нема избор, но кога има избор и конкуренција, тогаш се надевам дека ќе ги добиеме и следниот Киро Донев, и Стојан Терапуза, и Видоје Подгорец, затоа што тие се целите кон кои јас лично стремам и како уредник и како автор, меѓутоа и треба да се покажуваат на новите генерации автори, посебно за деца. Значи, без да ги читате авторите од кои што ние сме учили, со кои што сме растеле, не можете да створите критериум за вистински вредности, особено во литературата за деца. И самата рече јас како уредник и автор. Ајде малку за тоа, за Ксенија Маказлиева Трајчева како автор. Повеќе години се занимаваш со пишување и поезија и проза за деца. Што има ново во авторското перо на Ксенија? Ова година ми е посебно значајна. Случајно подготвувајќи CV, сватив дека поминале 30 години од првата објава на мој прв расказ во Јубилеј, честитки. Да, благодарам, во Развигор, тогашен уредник беше Киро Донев. Знаете, многу е важно да ја добиете поддршката во вистинско време од луѓе кои што навистина ќе ве поддржат. Детска радост во тоа време важеше како една академија за млади автори и илустратори и верувајте дека не се влегуваше многу лесно и дури да имате добра препорака, ако вие не се покажете на терен што се вели, исто како спортистите, нели вие можете да го фалите било кој кошаркар или рекометар, но кога ќе истрча на терен, ако не биде добар, тука веќе се паѓа во вода. Исто е и во литературата и во творештвото. Значи, јас таму почнав да соработувам на некои мои 20 години, полека постепено станував дел од редакцијата, меѓутоа детска радост и така функционираше. Таа имаше за цел и да препознава, меѓутоа и да рекрутира и да обучува. Знаете како за уредништвото нема факултет, не постои. Значи таму се вработени книжевници, вработени се и луѓе со други вокации, да речем со завршено високо образование, меѓутоа никаде немате факултет кој што ќе ве научи како да бидете уредник, особено во литературата за деца или во списание за деца. Тоа морате да го научите од искусните и вистинските мајстори и подоцна да го пренесувате. Сега од 2002 година натака
сумуредник, значи континуирано 20 години, уште еден јубилеј кој што се поклопува оваа година, што навистина ми е многу драго затоа што континуитетот во една работа, јас лично верувам дека и родува со плод. И кога за тие 20 години вие ќе створите околу себе тим кој што е многуброен од наставници, едукатори, писатели, илустратори и тие остануваат со вас и препознавате нови имиња, тогаш ќе речете да на вистинскиот пат сум, тоа е тоа. Така да во овие 20-30 години имам објавено некаде на 120-30 раскази за деца во списанијата за деца, затоа што некако се препознава. Тие се ставени меѓу корици? Да, повеќе се препознав како автор, да речеме, во списанијата за деца, затоа што тиражите се навистина големи и допираат до голем број на деца и наставници, меѓутоа делот тоа творештво е ставено меѓу 4 корици, да речам. Едната книга се вика Спирко Немирко, другата Борко Брзозборко. Во подготовка се веќе уште 2-3 нови од сите тие раскази што се објавени и дури подготвувам една книга со која со многу радост се надевам дека ќе излезе до крајот на септември со приказни за 2 парвачиња, парвачето Ета и парвачето Влад, кои те наменети за, да кажеме, за тие што зачекоруваат во некаков нов период од своето живење. Меѓутоа сите тие дел од тие раскази ќе бидат подкрепени со QR кодови за кои што зборувавме, кои што се целосно синхронизирани. Бидејќи станува збор за деца кои што се неписмени или полуписмени, че тоа се парвачиња кои што целосно не се описменуваат. Не е програмата како што ние кодевме во прво требаше да се описмениме, него во прво деление препознаваат букви полека, за во второ станува процесот на тоа целосно описменување. И на тие деца им треба таква поддршка. Значи да добијат литература која што е блиска до нив, но и да можат да ја слушнат и да ја видат. И така полесно се совладува и говорот, и изговорот, и стиловите, но и приказни кои што се блиски до нив и нивното живење, затоа што пред првачињата стојат многу предизвици. И децата и родителите треба да бидат свесни дека тоа е така. И дека не може, кога ќе се тргне, да бидеме во секогаш најдобри, меѓутоа треба да се бориме со предизвиците и да ги совладеме на најдобар можен начин. Во дел од твоите одговори ме инспирира да кажам, да искоментирам, без од тебе да барам дополнителен коментар, но лесно е на Ксенија Маказлива Трајчева да биде тоа што е, кога имала учители од типот на Киро Донев, но во исто време лесно е на Ксенија Маказлива Трајчева да ја сака литературата, кога е задоена, освен тоа што е задоена со мајчино млеко, истата таа мајка ја задоила и со љубовта кон книгите, бидејќи твојата мајка беше одлична библиотекарка. Да, мојата мајка беше библиотекарка која што остави голем печат во колективната меморија на градот. И знаете, повеќе од 35 години се поминати од нејзината смрт, меѓутоа градот се уште зборува за неа. Јас се надевам дека некаде од некаде не гледа и сега се радува. Така, исто и јас. Да, и токму заради тоа во соработка со Сдруженијето Средби подјаворите Видое Подгорец и библиотеката Благо Јанков Мучето воспоставивме една награда, едно национално признание за библиотекар на годината, која што го носи името на мајка ми Павлина Цунева Маказлиева, се со една единствена цел да се мотивира работата во библиотеките и библиотечната дејност, но фокусот да биде ставен токму на библиотекарот, особено во оделенијата за деца. Ми се наметнува прашањето, следното прашање, или еве, и ќе превршуваме веднаш после тоа. Тоа е како поминаа Средба подјаворите, како ти ги виде, тие виде оваа манифестација? Вака, манифестацијата Средба подјаворите последните 4 години нели доби сосема нов лик, благодарение на поддршката од Сузана Мицева и Јана Витанова Рингачева од Струмици, секако Киро Донев, кој што е нели основител на Сдруженијето. Меѓутоа и големата безрезервна поддршка на просветно дело, кое што се вклучи буквално партнерски во целата манифестација. Заедно сите ние успеавме да дадеме сосема нов лик на манифестацијата, да добие национален и меѓународен карактер, да ги вмрежиме наставниците не само во Македонија и надвор од Македонија, бидејќи од она што го работам надвор од моите формални обврски на работа, јас сум и амбасадор на најдобрите наставници од поранешните југословенски простори, што ми е особено драга титула кога наставниците ќе ве препознаат како некој кој што вие кој што треба да
го представувате во нивно име. И веќе се одржа 4 регионални конференции. Првата беше во Скопје, по комплетна организација моја и на просветно дело. И колегите од другите републики рекоа: "Леле, македонци, вие поставивте многу високи стандарди, дали ние ќе можеме истото да го направиме и во другите републики?" Меѓутоа, за среќа, да, и уште подобри. Последната беше сега во мај во Сараево, после 2 пандемиски години, повторно се собра најдобрите наставници. Имаме носители од Македонија на тоа признание, најдобри наставници на XU простори. И сето тоа е за мене голема гордост, затоа што еден од основачите е Весе Богдановиќ, која што беше прогласена во 50 најдобри едукатори на светот, и Желјена Радојчиќ Лукчиќ од Србија, која што е исто номинирана од Весела. И тие две се дрзнаа, да речем, да го обединат овој простор и да му дадат на образованието една нова, тоа што збориме неформална форма, меѓутоа таа асоциација буквално тоа го спојува. Неформалното и формалното образование. И многу има што да се види и што да се слушне, а најважно е врежувањето. А покрај нив се врежуваме и ние наставниците, и ние едукаторите, гледаме што им е потребно, што треба да им дадеме, и токму затоа, благодарение на таа асоциација, тоа ми беше зборот, манифестацијата Средби по дијаворите Видој Подгорец го доби тој меѓународен белег, затоа што тие наставници се вклучија во нашата манифестација со своите ученици, што ни е особено драго. Кога на почетокот реков дека секоја твое гостување на програмата на ТВ Канал од Вис е гостување со повод, излезе дека сум во право, имавме повеќе поводи за овој убав разговор. Се надевам дека ќе имаме и во иднина вакви поводи. Сега ти благодарам за гостувањето во емисијава и ти посакувам многу успех и во просветно дело Детска радост и во она што е надвор од таа твоја формална професија. Ви благодарам многу затоа што медиумската подршка многу значи, кога ќе се слушне и кога ќе се разбере она што некој го работи со полно срце и душа, затоа што сепак крајната цел се децата. Мораме ние на новите генерации да им оставиме вредности со кои тие ќе бидат горди на нас, но и ние со нив како идни возрастни личности и ќе речеме да, тие беа наши ученици, ние сме сега горди на нив. И кога велиме дека децата се нашата иднина, пред се мора да сватиме дека децата мора да бидат нашата сегашност. Нашата сегашност, за да имаме иднина. Така е, ви благодарам уште еднаш. Благодарам за гостувањето во емисијава. Седај убаво. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ Канал од Вис. До следното издање на оваа емисија. Довидување.